На само неколку недели од последниот извештај на Европската комисија за напредокот на земјава, една од главните забелешки за поглавието 18 статистика почна да се спроведува. Тоа е пилот фазата на најобемната статистичка операција попис на населението. Како и во целата држава, така и во Скопското село Орешани, попишувачите доаѓаат по 17 години, колку што не е спроведен попис во земјава. Куќата на Спасе Гранчаревски беше првата што ја посетија попишувачите. Попишувачите со себе не носат хартиени прашалници, тие се заменети со компјутерска апликација, а попишувачите имаат пристап и до податоците од другите институции. Во зависност од големината на домаќинството, постапката трае од половина час до 1 час. Тоа е новината на овој попис што ќе се одржи во април 2020, а пробниот попис е нормално. Составен од повеќе бази у позадина што се до сега, пошто тоа гледа позадината на податоците, личните податоци на лицето, до сега се совпаднати, значи како што е кажаната адреса со име, презиме, улица, број се согласуваат. Новината е исто што имаме у позадина и апликации и бази од други институции кои стварно се поклопуваат. Се надеваме дека со овој попис ќе се расчистат и идејата и на заводот и на владата на нашата држава дека ќе биде успешен попис со основа за добри бази на податоци и со основа на добри регистри, секако што е потребно за една држава. За сега одзивот на граѓаните и целата постапка се одвиваат во најдобар можен ред, велат попишувачите задолжени за Орешани и за Зелениково. Соочени се дури со барање од граѓаните да бидат попишани, иако се попишуваат одредени региони, однапред селектирани. До сега пописот се одвива во најдобар можен ред. Стварно не можеме да се пожалиме ни од население, ни од ништо. Малце теренот е потешок, што е ново искуство, али тоа е и целта на овој пробен попис, да го видиме теренот каков е, што е за понатамошни акции да се спроведуваат. Соработката со граѓаните е многу добра, каде што они самите веќе те викаат дојди, сега треба и мене да ме попишуваат, значи мора сега ние да следиме ред како што одиме. Јас мислам дека нема да имаме до крај некој проблем. Апликацијата ни е супер, софтверот ни работи, така да не верувам дека ќе имаме нешто проблем до крај. Сепак во одредени куќи, попишувачите наидуваат и на затворени врати, каде што оставаат порака граѓаните да се јават и да посочат термин кога ќе бидат дома. Во дел од случаите граѓаните се отсутни за кратко и стапуваат во контакт со попишувачите, а во другите случаи соседите ги информираат попишувачите дека луѓето се иселени од тој дом. До сега попишувачите се соочиле со неколку такви примери, но велат дека врз основа на тоа не можат да се носат заклучоци дали е зголемено иселувањето. Статистички тоа гледано сепак треба резултатот да го завршиме, па за да ги споредиме податоците. Што значи врз основа на едно-две домаќинства ние стварно не можеме да дајме некој заклучок. За Гранчаревски пак иселувањето се чувствува без разлика дали е од село кон град или надвор од државава. Селото е испразнето. Неговите деца вели ќе останат во земјава, но не во Орешани. На пописот гледа како на можност за согледување на реалните проблеми и на сочување на решенијата кон нив. Долго време немаме попис за нас, гледајќи ги светските трендови, пратејќи со средствата за информирање. Ова е предолго време. Многу миграција се створи од Македонија и луѓето се изречивме, така рече. Скоро во селово млад човек да не сретнете. Останавме само ние, пензионерите. Пописот е неминовен и можеше да биде порано. И според Филип Темелковски, градоначалникот на Киселавода, една од општините во која се спроведува пробното пребројување на населението, пописот ќе им овозможи подобро планирање и распределување на средствата за проекти за подобрување на животот на граѓаните. До сега вели, има примери за проекти кои не ги дале максималните ефекти, само поради намањето на основните податоци, како што се бројот и структурата на населението. Очекуваме дека со пописот ќе ни помогне многу на нас како општина при планирањето на каде и како да ги трошиме средствата. Ние преку 18 години немаме попис во нашата држава и реално во општината Кисела Вода ниту знаеме точно колку жители живеат.
Втора работа ќе ни покаже точно колку жители немаат сменета лична карта во нашата општина, бидејќи имаме многу нови населби, а зголемување на населението официјално немам. А со тоа ќе ни биде полесно, како што напоменав, и при правењето на плановите за наредната година, за планот за работа на самата општина, не само краткорочно, него и долгорочно, да видиме како треба да не се развива нашата општина. Пред се зборувам тука за инфраструктурата, говориме и ќе ни даде и за структурата на населението, да знаеме каде треба повеќе средства да се потрошат за образование, за предшколска возраст, дали треба многу повеќе средства во име за социјалната заштита. Тоа го очекуваме од пописот. Последниот попис од 2011 година траеше 10 дена и беше прекинат со давање оставка на пописната комисија. За пропаднатиот попис се води истрага во специјалното јавно обвинителство. Пописот е потребен поради обезбедување на податоци за бројот на населението, домаќинствата и живеалиштата и нивните карактеристики. Обработката на овие податоци се користи за анализа и оцена на состојбите во економскиот и социјалниот развој, планирање на развој во стопанството, образованието, здравството, домувањето и во другите економски и социјални сфери.